Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Поминаа повеќе од 5 месеци и дури сега беше повикан на распит првосомничениот во случајот рекет Бојан Јовановски алијас Боки 13. Непрофесионалниот однос кон истрагата на русковско обвинителството дојде до разлекување на целата истрага и доведе до невиден хаос во целата истрага. Откако јавноста беше запознаена дека Боки 13 секој втор ден беше носен на клиника на прегледи, каде што јавноста отворено се сомневаше дека таму има средби со одредени луѓе од истрагата инволвирани во случајот, затоа главното прашање кое што денеска сакаме да го поставиме е следното: кој го замолчи денеска Бојан Јовановски алијас Боки 13 да не даде исказ во истрагата? Кој од врвот на власта се плаши од вистината која што може да ја каже Бојан 13? Кој од врвот на власта се плаши од исказот на Боки 13 да ја каже вистината? Со што е оценуван Боки 13 да замолчи и да не го даде својот исказ денеска? После се тоа се гледа дека Русковска свесно ја води истрагата под палка на Зоран Заев. Сведоци сме изминатиот период на низа неправилности во целата истрага, додека ја води русковско обвинителството. Сведоци сме дека низ медиумите излегуваат мал милион докази, документи и записи од истрагата, каде што се гледа дека намерно и свесно се прикрива целата истрага. Очигледно е дека истрагата на обвинителството за случајот рекет доцни повеќе од 5 месеци. И тоа доцни со една единствена цел, а тоа е да се прикријат нарачателите и доказите за целиот случај. Боки 13 денеска беше свесно замолчен од некого за да ги прикрие вистинските нарачатели на милионскиот рекет, кој што е можеби најголем скандал во историјата на Република Македонија. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, вистината мора да излезе на виделина и вистината, верувајте дека ќе излезе на виделина. Сите инволвирани во случајот рекет ќе одговараат и ќе ги сносат последиците кога ќе се смени власта во Република Македонија. Во моментов на Република Македонија е потребна обнова на Македонија и таа многу набрзо ќе дојде после парламентарните избори каде што СДСМ ќе падне. Благодарам.